Почитувани гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски, а вие и денеска ќе имате прилика да гледате демократски импулс. Денеска ќе говориме за фудбалот. Овој пат од страна на судијата, од страна на делегатот и контролорот. Ќе имам особена чест и задоволство што денеска нагости ни е познатиот македонски фудбалски судија, како што напоменав, контролор и делегат господинот Аце Миновски. Добар ден и чувствувате се како дома во наша студија. Добар ден, благодарам на поканата. Дали ќе одиме на ти, дали ќе одиме на вие, ние се познаваме. Не ми пречи тоа. И да персираме, се знаеме подолго време од иста бранша, од фудбал, така да не ми пречи. Не е. Тогаш можеме да одиме на ти, мило ми е. Ние во приватни муабети често пати знам и да ве наречам Чичко Аце заради тоа што и сте постар. По возраст не се така е. Не се ута. Така е. Како си? Дали си добар? Добро е со оглед на времето и на годините, благодарам. Добар сум, нема никаков проблем, така да добро е. Сакам прво прашање да те прашам, а тоа е нормално околу фудбалот, што би зборил ако не околу фудбалот, а тоа е како ја оценуваш моменталната ситуација, состојба во нашиот македонски фудбал. Тука кога ја кажам состојба, мислам и клубскиот и репрезентативниот. И нормално неизбежно судискиот дел. Секако. Да направиме на анализа. Мислам дека фудбалот во моментов се движи во една добра насока со оглед на промените кои што се случија и кои што постојано ги гледаме дека се случуваат во македонскиот фудбал. Треба да се каже дека за кратко време се постигнаа некои резултати кои што искрено за мене не беа подолго време постигнати. Пред се мислам тука на уведување на VAR технологијата која што е клучна за исправање на грешките на судиите. VAR дојде, да. Така да секој случај мислам дека оди во добра насока, ете гледаме дека има акции за доделба на топки, опрема за младите категории, бидејќи младите категории се основата во фудбалот. Ако вие немате млади луѓе, во тој случај нема ни да имате напредок ни во екипите, ниту во репрезентацијата, што е особено важно. Затоа велам во овој случај добро е во однос на судиската организација покрај VAR системот, кој што е за кратко време воведен и кој што навистина представува еден напредок, се оди кон осовременување и на методите на едукација на самите судии, потоа се применуваат сите оние методи, она што практично се применува во УЕФА. Исто така и семинарите овде се организираат по европски трг. Значи, сето тоа што се презема во однос на развој, пред се, мислам, на судиската организација, бидејќи за другиот дел, за тренерскиот и не сум тука да речам надлежен, мислам дека добро за сега одат работите. Се надевам дека уште ќе имаат повеќе резултати и тие ќе дојдат и понатаму. Исто така да напоменам дека се премина и кон подобро наградување на судиите. Ако се земе предвид дека наградите кои што ги добиваа судиите и делегатите, контролорите во нашата лига заостануваа за оние во регионот, па дури и за Косово, која што е помлада држава, мислам дека сега тоа оди во сукцесивно како може се постигнуваат буџетските средства на федерацијата, така се вложува и во тој дел, што треба да представува мотив за самите судии, бидејќи не само ние, и во Европа се соочуваме со недостаток на кадар. Немаме доволно судии за подмладок и ова треба да биде еден стимул да многу млади луѓе се определат
да влезат во таа судиска бранша, да се зафатат со тој повзик, кој што не е нималку лесно. Не. Се согласувам. Да. Спомнавме, еве, околу фудбалските суди, Да. спомнавме ВАР технологија. Да. Допред некоја година беше поделено мислењето околу ВАР технологијата, се губи фудбалот како фудбал, не како што беше заради таа ВАР технологија. Но, од друга пак страна на судиите им е олеснато. Што мислите вие, дали фудбалот губи со ВАРот или добива? Вака сега се поделени мислењата. Сега да речеме во Шведска не се воведе ВАРот, не се сложи фудбалската федерација на Шведска да го воведе ВАР системот. Меѓутоа моје лично мислење е дека многу па влијае особено кај нас, познавајќи го менталитетот кај нас и на играчите и на клубовите, се стекнува поголема доверба во самите суди. Не дека тие не судеа до сега добро. Меѓутоа кога со ВАР ќе се покаже дека нивната одлука навистина била исправна, на тој момент се добива поголема доверба и на самиот судија. Оние судии кои што ги помина курсевите за ВАР, како главни судии и ВАР асистент судии, а ВАР, тие сега ги гледаме постојано, судат или се во ВАР собата или се на терен. Што значи таа соработка е многу добра. На светско ниво се покажа исто така добро, иако сега има тенденција да се воведат измени, постојано има измени. Тоа од кога судам ја постојано има измени и дополно на правилата на фудбалската игра од кога и сум судел и сега. Така да навистина според мене баре некој начин дава некоја доверба, некоја сигурност во тоа што се случува на теренот. Заштит. Пример сега е веќе наведам од она последен момент кој што можеби е така карактеристичен, ако се сеќавате, ФК Тиквеш имаше реакција на корнерот на ФК Вардар, после кој се постигна гол. Благодарение на тоа што за ВАР технологијата постојат повеќе камери. Точно можеше да се лоцира дека играчот на Тиквеш практично ја изфрли топката во корнер и се потврди одлуката на судиите дека била исправна и дека голот е регуларен. Тоа е навистина многу добро, затоа што велам познавајќи го менталитетот кај нас каков. Ние не веруваме практично на све што ќе досуди судијата. Првенствено сите сме стручни лица, сите знаеме да судиме, а кога сте на терен малку е поинаку. Сум играл таму во Кавадарци, постојано има такви некои си. Не е само Кавадарци. Да е само Кавадарци добре, ама постојано тоа се повторува. Кај нас, само мислам дека со тек на време ќе се смени и тој менталитет. Не е така. Кога ајде да кажам, кога градоначалник станува и тренер, станува и се заедно и тогаш. Вака сега во делот на тој дел не коментирам, искрено кажано, бидејќи тука се измешани многу функции, многу работи, затоа што исклучиво јас сум пак посветен на судиите. И го гледам оној приказ кој што во моментот судите го покажуваат за да можам да ги оценам правилно, за да можам да им дадам вистинска оценка за оние перформанси што ги покажале на теренот. Значи во тој случај не само јас, и моите колеги го игнорираме тоа што вие кажавте има, не знам, влијание од ова и од оној. Гледаме какви перформанси покажал судијата. Дали успеал да ги издржи тие притисоци, дали и понатаму си продолжил со своето добро судење, без разлика што ги имал тие притисоци, а во делот на организацијска поставеност на клубовите, тука е веќе друго прашање, тоа си има федерацијата, други органи кои што си ги следи. Така е, но добро, сите бевме сведоци дека еден градоначалник влезе на терен, тоа не е нешто што може да се заборави. Затоа е тука фудбалската федерација која што си има дисциплинска комисија, делегатот пишува во своите извештаи, не пишуваме ние што се случило на терен и врз основа на тоа се преземаат мерки. Сега спомнавме делегат контролор. Да. Можеме ли да направиме една разлика за сите оние гледачи што не знаат кој што има функција? Вака сега, значи функциите се поделени. Делегатот, основна функција му е да го организира мечот пред надпреварот, за време на надпреварот и после надпреварот, да се одвива се во ред, дали се исполните условите согласно пропозициите на фудбалската федерација за тој вид на надпреварување и од кога ќе се исполнат условите да каже дека се е во ред и може надпреварот да почне. Во однос на контролорот пак е задолжен да го оценува судењето. Да ги оцени судиите како се однесувале пред надпревар,
како се за време на надпревар се оценувале, какви им се перформансите, каков им е критериумот на судење, дали го задржале тој критериум од почеток до крај на судењето. Така да, тоа е основната работа на контролорот. И тие не се меѓу себе поврзани никако. За разлика од нив сега во првата женска фудбалска лига, втората женска фудбалска лига и младинските категории, младинци, кадети, пионери, помлади пионери, таму сме во две функции. Таму истовремено сме и како контролори и како делегати. Отежната работа. Да, малку е отежната, меѓутоа малку и се штеди од самата федерација, бидејќи нас ни е дадена таа можност да ги оценуваме судиите и како судат и на тие надпревари. Па ако има некој перспективен судија, да му укажеме на судиската комисија, судискиот одбор, дека овој судија има перспектива, да се обрати на него внимание, да му се даде шанса за да напредува и така да, значи, тука ги имаме двете улоги. Она што го спомнав пред малку, и како делегат и како контролор. Значи, контролорот покрај тоа има работа околу стативите, околу мрежите, околу публиката, околу... Не. За стативите, за мрежите е задолжен главниот судија, како што знаете. Добро, ги и ако некоја екипа се сомнева дека нешто не е во ред, тогаш може да приговара кај главниот судија, делегатот, двајцата капитени се прегледува тоа, да се види дали ги задоволуваат критериумите согласно правилата на фудбалската игра. Така да во тој судијата, а делегатот е во однос на тоа да види самата организација како е на надпревар. За публика, например. За публика, за она што рековте присуство на службени и неслужбени лица, кои лица се согласно записникот може да бидат присутни на резервните клупи, кои не може да бидат, кои може да бидат во оградениот дел, кои не може да бидат. Целата таа работа и однесувањето на публиката особено, значи, затоа што вие ако имате испади, може да и на барање на главниот судија да го прекине во тој момент надпреварот, да бара да се острани дел од публиката. И после тоа да продолжи надпреварот, ако публиката продолжи недолично да се однесува и така натаму. Така е, точно главниот судија ги праќа помошните суди да проверат околу мрежата, околу стативите, пред да почне надпреварот. Фудбалерите кои има помошните не ги праќа главниот судија, они имаат насоки кога ќе излезат на терен, кога ќе заврши церемонијалниот дел на представување на екипите и додека се бираат страни, која страна ќе има прва топката, која ќе има страната, да, меѓу себе со фрлање паричка, за тоа време асистент судиите или помошниците суди одат да ги проверат мрежите, да видат да не има некој недостаток, да не има некоја не добро ставена мрежата, има пропусти, има места каде што може топката да излезе, а да не се примети, бидејќи во овој брз фудбал може да се случи тоа да топката помине низ головата да не види судијата. Ако е брза топка. На тоа они се должни и на почетокот на првото полувреме, пред почетокот на првото и пред почетокот на второто полувреме да ги проверат мрежите дали се во ред, да не настанало оштетување па во текот на играта на првото полувреме. И тоа може да се случи. Така е. Но јас мислев за делот, например, Суперкупот, кој ние бевме домаќини, ако паметиме, Жозе Мориньо побара стативата да се пресече, па ја сече, па ја пустеа, па ја зголема. Да, ја вака, значи, затоа реков, они са екипите имаат право кај делегатот да поднесат барање пред надпреварот да се проверат димензиите на голот, како што знаете, тие се висина 2,44, ширина 7,32 метри. Иначе во инчи се, од инчи се преведени кај нас и тогаш должно се да се отиде на лице место заедно со судијата да се измерат димензиите, дали се навистина така или не е така, се мерат, се има постапка како се мери. Ако се утврди недостаток, тогаш мора да се поправи. Нема друго. Така, и упорно време знаеме дека има многу интелигентни голмани кои знаат и да го намалат голот и прасвинти некој. Не може да се намалува, тие се стандардни голови, така да не може да го крати и да го продолжува. Не знам која лига беше, читав некаде дека пробал голманот да го намали, ама го фатија и тоа успеа неколку пати. По-ниските лиги таму или по некој, кај што не е тоа, иначе другите лиги не. Стандардни се. Можеме ли да направиме некоја разлика од југословенскиот фудбал, судењето, судиите тогаш до денеска, например? Знаете како, тоа е малку тешка работа, зашто?
тие судии тогаш суделе во други услови. Надпреварите кои што тогаш се играле, може да се каже сега се на нивото на Лига на шампиони и Европски лиги и така. Бидејќи самите екипи биле доста јаки, доста имале добар играчки кадар. За разлика од тогаш сега гледате дека и посетеноста кај нас е на помало ниво. Можам да кажам и интензитетот на фудбалот не е на тоа високо ниво. Така да излегува дека судиите практично се над играта и играчите често пати. Ако вие земете колку еден судија истрчал во текот на надпреварот, За тоа сакав, ама да, така. Има перформанси, ЕП е систем кој што ги мери сите перформанси на судиите на прва и втора лига. Они носат посебни лечиња кои што им ги мери сите перформанси на телото, движење, колку истрачале, пулсот како им работи, другите перформанси како им се движат и веднаш после надпреварот тие се врзани на сервер, можат на сега модерните телефони, паметни телефони да проверат, да се ги проверат своите перформанси. Тие перформанси се запишуваат на серверот и тоа помага на судиската организација да види кој судија колку е спремен за одреден надпревар. Веќе согласно тежината на надпреварот така и се определуваат судиите. Ако е потежок надпревар, се гледа поквалитетен судија да се стави. Не велам другите не се важни, бидејќи секој надпревар си е приказна за себе. Меѓутоа сепак се води и тоа грижа. Колку може да одговори на предизвиците, она преска што ми спомнавте, колку може на притисоците и од играчите, и од клупите, и од тренерите, од публиката. Целото тоа се зема како еден перформанс на судијата, што го покажал во текот на судењето. И тука сме ние како контролери да оцениме како тој судија се снаоѓа. Потешки биле надпреварите во Југословенската лига? По мене за судење? потешки биле сигурно секој случај, бидејќи јас бев на тој преводен период, го фатив и тој период. Како што ви кажав пред емисијата, од 85-та година сум фудбалски судија, тогаш почнав со судење есента, 85-та е ова е јубилеј на 40-та година, да. И на некој начин ги фатив и тие перформанси што ги имаа клубовите нашите што настапуваа во првата лига, бидејќи таква беше ситуацијата да се распадна, нели, државата и сите тие екипи дојдоа во тогашната македонска лига. И сите судии квалитетни дојдоа долу. И имав еден период од 4-5 години кога тие екипи се уште беа во полна сила, Вардар, Пелистер, Тетекс, Брегалница, Победа. Значи сите беа се уште во полна сила и тие се спремаа за тие надпревари со повисок интензитет. Така да може и публиката беше побројна, секој случај, така да мислам дека не може да се направи според. Дали се уште, например, фудбалот во Македонија според вас е број еден спорт? Не, за жал не. Треба уште многу да се преземат мерки за да дојде повторно фудбалот да биде број 1. Моментално гледаме ракометот е пред фудбалот по популарност и по ова, меѓутоа јас се надевам со добра работа и како почнала федерацијата дека ќе се враќа полека на патеките. Треба време. Не може наеднаш да се направи пресврт и да се дојде до она ниво на кое што сакаме да биде фудбалот. Проблем е исто така преку кампањи ќе треба да се вратат и играт овие публиката да на терен. Се уште имаме проблеми ние кога гостуваат гостински играчи кога се нивниот клуб гостува. Така имаме проблем да им се овозможи да присуствуваат на тие надпревари. Сето тоа треба да се надмине за утре секој да може да си отиде да гледа фудбал, значи да отиде за фудбал. Да. Не за други некои работи кои што за жал се провлекуваат. Еве спомнавте дека тоа како околу физичката спремност. Да. Но дали фудбалските судии, на пример, треба да бидат спремни колку и фудбалерите, зборам физички или не, како иде тоа? Значи дури и повеќе. Зошто го викам дури и повеќе? Фудбалерот трча во еден ограничен простор и го покрива вообичаено тактиката на тренерот еден ограничен простор, додека судијата треба да го покрие целиот терен. Од главните судии, асистентите си ја покриваат недната половина покрај аут линијата, меѓутоа главниот судија навистина мора да има перформанси да го покрие целиот терен, секогаш да биде во близина на станите за да може правилно да оцени дали има прекршок, нема прекршок, што треба да преземе во тој момент, дали треба дисциплинска мерка да му се даде на играчот, жол, црвен картон, или не треба да му се даде.
спорни ситуации, ако има некој поготово казнениот простор кои што се најпроблематични, да види каде да проба да види каде е прекршокот надвор од казнениот простор или во казнениот простор. Најчесто се тие гранични ситуации на линиите на казнениот простор кои што се многу потешки малку да се оцени. Со ВАР системот сега на прва лига е малку полесно, бидејќи и ВАР судиите ги гледаат тие ситуации, ако и треба да се досуди пенал, вие и сами гледате, се прави ВАР проверка, кај бил прекршок, што бил, дали било прекршок, да, ќе му јават, комуницира со ВАР собата и одлучува дали ќе остане на својата одлука или ќе прифати од ВАР собата, тоа е веќе на самиот судија. За разлика се уште во втора лига немаме таков систем, да речеме, и надолу. Во втора лига поготово се надевам дека брзо време и таму ќе влезе, ама треба предуслови да се створат на стадионите. Имам слушано многу муабети од исто поранешни судии, колеги наши. Па наши, да, а тоа е да имаше ВАР во мое време, многу подобри судии ќе бевме од овие денеска. Знаете како. Дека подобри судии биле порано. За перформансите на судијата има многу елементи. Не е само дали имало ВАР или немало ВАР. Може би ќе се отстранеле некои грешки кои што ненамерно судиите ги правеле и тогаш и сега. Меѓутоа, дали ќе бил подобар судија, треба да суди со ВАР, па да видиме дали бил подобар судија или не. Знаете, лесно е сега да кажете, извинувам од оваа дистанца, дали ќе бил тогаш подобар судија или сега подобар судија. Дали имало ВАР, немало ВАР, тоа е веќе друга приказна. Меѓутоа, за да судијата да може да биде добар судија, треба претходно да исполни многу предиспозиции. Најдобар судија со кого сте некогаш сте се виделе или сте суделе заедно или сте го виделе, не знам. Вака сега од меѓународните судии мене како идол ми беше Мишел Вотро. Тој беше времето јас кога почнав најдобар судија во светот и имав прилика да се запознам на судиските семинари, дојде да држи предавања и на некој начин се видов со човекот кој што ми беше идол во судиската кариера. Тоа е посебно чувство, не можете да го опишете. Кај нас сум судел со сите скоро колеги, така да би било неправедно да кажам кој е најдобар, кој не е најдобар, сите биле добри. Да ви помогнам, Емил Божиновски или Ставрев? Различни времиња суделе. Значи Емил беше еден од најдобрите судии на времето, во неговото време кога судеше. Комшија, и не случајно, знам, и не случајно е сега на судиската комисија. И двајцата се. Да, не Ставрев не е, сега Ставрев е вклучен во структурите само, на судиската комисија е Емил Божиновски. Така да, сите тие перформанси, може да видите и под неговото делегирање како контролор, на кој надпревари е контролор. Тоа е еден перформанс кој што е признат. Ставрев во негово беше време, значи он кога судеше, он почна покасно да суди. Ја сум бил многу пати контролор и во пониските лиги, како напредуваше. Сум го делегирал на надпревари, бев 2 години заедно со колегата Делчо Јакимовски, комесар за делегирање во трета лига 2007-2008. Поздрав до Делчо, да, легенда. Сигурно. Многу добар колега и така има еден отворен поздрав. И Ставрев достигна едни висини кои што навистина заслужуваат респект. Меѓународни во меѓународни рамки, сакам да кажам. Значи навистина достигнуваат респект и тука тоа не треба да се заборави. Затоа велам во негово време, мене ми е мило што се определи да биде контролор, тоа своето знаење да го пренесе на помладите колеги, на судиите, и да има што да им пренесе. Навистина има што да им пренесе. Он стигна до првата категорија во УЕФА, не влезе во ние топ 30 категорија, елит листа, што е елит категорија. Меѓутоа, надпреварите што ги добиваше и респектот што го имаше, пред се мислам довербата што имаше на почетокот од Колина, е навистина за респект. И на Барселона сепак е изграден став. Вас кога ве оценуваат, тука ќе кажете не ме оценуваат од Македонија колку толку Македонија е малинска. Ама кога и меѓународните контролори, пошто се од различни земји, вас добро ве оценуваат, значи сепак сте некој квалитет. Не е така. Секој надпревар е стрес, не е баш. Тоа секако, бара огромна припрема на самиот судија, не е и психички. И психички и физички. Психички мора се подготвувате за надпреварот, да видите со кои екипи играат, како играат, кои се перформансите на екипите. Проблематични фудбалери, некој кој што може да ви направат проблем во текот на судењето. Значи сето тоа
се спремате психички прво, а физички мора да бидете топ спремни. Постојат норми кои што мора судиите, УЕФА норми, кои што мора судиите да ги исполнат за да можат да судат. Ако не ги исполнуваат нормите, не може да судат. Тоа е за физичката спрема и нормално едуцирање на правилата на фудбалската игра кои често Една од нормите е познавање на англиски јазик, без тоа. Да. Без тоа. Тоа е едно од но она што се бара како перформанс на судијата мора да познава еден странски јазик, најчесто е тоа англискиот јазик, бидејќи вие на терен мора да комуницирате некоја со играчите, во насока да ја смирите играта, да му укажете на некој играч, еве гледате вие сега повеќе се оди на тоа да се укаже на играчите во играта, дека таквите постапки не се прифатливи, дека мора да го сменат, дел да сменат од своето однесување, така да англискиот јазик е приоритет, мора да го знае. Секој ако сака да дојде на меѓународна листа, мора да знае англиски јазик и тоа добро познавање на англиски јазик. И пред се судијата, ако не е авторитет, не може ни судија да биде. Мора за авторитетот, сега ќе ви кажам, баш за тоа сакам. Секој судија го гради својот авторитет во текот на кариерата. Вие кога ќе ве делегираат на еден надпревар, вие сте оценувани од сите практично. Прво што треба да надмине судијата е здравото јавен настап. Зошто го велам тоа? Затоа што излегува на отворена сцена, вие сте таму видливи за сите, ве гледаат и познати, и пријатели, и другари, и публика, и колеги од работа, значи сите практично кои што ги интересира фудбалот, вие сте на тапет таму. И треба практично да бидете прво тој страв да го надминете, дека нема да ви представува блокада да судите. Од кога ќе поминете тој дел, кој што мислам е малку по-специфичен, кога ќе се остранат тие пречки, понатаму оди на напредувањето во кариерата во однос на вашите перформанси. Треба постојано да се надградувате, постојано да физички да се одржувате, перформансите на телото, исто така и тоа е норма, значи постои таблица колку треба да бидат висината спрема тежината прилагодени, ако не е тоа исто не може да судите. Понатаму во делот на едукацијата постојано да ги следите промените на правилата на фудбалската игра и сето тоа прави склоп од тоа да бидете подобар судија. Ако сте вие добар судија, ќе почнете да се двоите од групата. Веднаш се гледа. Поготово сега мене ми е полесно да ги гледам, пошто острано ги гледам, па можам да ги оценам перформансите. Кога сум судел, можеби не сум обраќал толку внимание, туку ќе те повлече играта и на натпреварот се фокусираш. Има една интересна работа, еве сега како еден ексклузитив ќе ви кажам. Јас полагав за републичка категорија 1990 година. Во комисијата ми беше бардот на македонското судење Перула Костовски. Тој е единствен судија од Македонија кој што судел во Лигата на шампиони во 1972 година, финале Лигата на шампиони, Ајакс и Јувентус, да, како асистент судија. И тој ни викаше вака: вие сте еден на теренот, против вас имате 22 мангупи. Значи, вие треба да бидете поинвентирани, да се справите со сите тие играчи, со нивните карактери, со нивното однесување и да го дотерате надпреварот од почеток да заврши до крај. Тоа е успех на судијата, да го почне надпревар, да го заврши. И на крај нормално да добиете награда од самите играчи за доброто судење. Тие се тие работи кои што судијата навистина мора да ги исполнува и велам, веднаш се препознаваат талентите, се препознаваат оние кои што имаат афинитети, има судии кои што се определуваат до трета лига, да речеме, още трета лига и не продолжуваат понатаму. Има амбициозни судии кои што сакаат да се напредуваат, си ги држат сите овие перформанси, се продолжуваат со доброто судење, не само од мене и од другите колеги, се оценувани добро и тие секако ќе си напредуваат. Значи, еден склоп на повеќе работи се. Не е баш така едноставно. Една мала дигресија, Да. сте суделе или не знам, со дедо ми Томе Китановски. Да, не сум судел, меѓутоа ми бил делегат на надпревари. Да. Бев малечок, дедо ми ме зема и отидовме да гледаме надпревар на цементарница, тогаш цементарна беше во прва лига, така. Да, судеше Емил Божиновски, тоа судеше и Лига на шампиони, он беше во Екот. Да.
Памтам, ми беше, значи, човекот идол. Памтам дека ми даде подарок црвен картон. На полувремето отидовме да се видиме, да ме запознае дедо ми даде црвен картон. А вториот црвен картон беше во мојата голманска кариера, веќе доделен за џабе. Да. За џабе. За џабе. Ама Не знам дали е за џабе. 19 Имало некоја причина. 19. Очи Мислам во дека има. очи во очи со напаѓачот. Да. Во нозете ја фатив топката пред да стигне он до топката, потоа падна и ми Па затоа да било вар. Може било вар, инаку ќе се ќе било дека оценело. немаше допир. Он проценил дека е тоа очигледна шанса за гол, кога е очигледна шанса за гол. Црвен Предолг картон. форс, Ако да, е предолг прекршок од надвор, јас мене тоа, ако е прекршок од надвор од казнен простор, не беше прекршок, ама си добив и црвен картон. тоа е. Тоа е тоа. Како ви рековте преска, не сте имале среќа да имаме вар. Да, Во наше време. На колку години? Инаку исто така треба да се каже дека Емил Божиновски на првите мислам на Олимпик Марсеј беше, ако ме гледат ќе ме исправи, има негде втора минута доделено црвен картон. Да, на играч исто, очигледна шанса за гол. Црвен картон. И тоа бива. Да, бива, ама сепак тоа е одлука тешка, не е. Тоа е така. најтешка одлука. Најтешка одлука, бидејќи го оставате клубот 87-8 минути да игра без играч. Тоа многу вие како поранешен голман и фудбалер знаете што значи. Така е, Не е така е. така. Можам, од страната и на голман и на Да. судија да констатирам, не знам вие што мислите околу се ова, најтешка Добро. најтешка функција на теренот е на судијата. Секој може да погреши, и голманот, и фудбалерот, и секој и да се извади, ама судијата Вака и судијата може да погреши, Да, значи треба да но му се се има зема за предвид зло. дека судијата е жив човек. Дали дента не му е ден, дали не бил добро расположен на работа, имал проблеми, пошто кај нас не е професионален фудбал, кај нас е се уште судиите не се професионалци, они работат една работа, професија си имаат и после тоа им е плюс додатна работа. Имало секакви моменти. Јас сум имал моменти кога навистина судијата покажал лоши перформанси, ќе го прашам после сега имав пред една недела, го прашам после на превод, викам што е причината за да го знам како судија. Па вика има проблеми на работа, мораше да се вратам порано на работа, работи на такво работно место што му е ограничено времето за излез. Каснеше над преварот поради доснење на гостите од оправдани причини, ни Скопје сообраќај беше, имаше нам некои проблеми. И сега он гледа да стигне на работа, да почне надпреварите. Ако касни првиот надпревар, пошто се младинци беше, касни и вториот надпревар. И се го увлекува. Да, така е. Тоа е, и значи сето тоа он судел практично под притисок. Не бил слободен да суди. Меѓутоа, затоа викам, треба да се види што е причината. Вие рековте најтешка работа на судијата. Секако заради тоа што ако сгреши фудбалер и да промаши гол од 2 метри, никој ќе го критикуваат кратко да. Ќе го заборават. Ќе го заборават. Ама ако не досуди судија пенал или не додели црвено картон, тоа му се памети за Ќе те стално. памтат со И ако години. изгуби екипата што требало да тоа се памти подобро. Не дај Боже. Не дај Боже. Кои се идеалните години за еден фудбалски судија за да напредува, за да стигне, дај Боже, и Лига на шампиони? Вака сега, значи, и тука има точно е ограничено согласно пропозициите на фудбалската игра и во УЕФА и кај нас. Најдобро би било ако почне судија на 17 години, 16-17 години, за да ги стигне сите перформанси, бидејќи лимитот порано беше 32 години, сега УЕФА го симна лимитот на 28 години, за да влезете прв пат како главен судија на листите на главни суд. До 200. Да, симнат е. Така да, значи, и они треба да почнат многу порано, за да дојдат, да се надеваат, да стигнат и перформансите нормално што ги покажуваат, да бидат предложени од судиската комисија за меѓународни судии. Она што можам да го истакнам, еве сега во моментов, добро е тоа што ме подсетивте, работата на оваа судиска комисија што се разликува за разлика од претходните. Имено сега судиите, оние што се на помошната листа, добиваат можност да судат на меѓународни надпревари како асистент судии. Порано не им беше тоа дозволено, не знам од кои причини. Сега може да забележите, ако ги следите, главниот судија што е во УЕФА, меѓутоа асистентите што ги делегира нашата федерација, им дава шанса практично на сите судии да почувствуваат што е меѓународен надпревар.
И може да видите од самите судии дека се благодарни на таа работа, на вистина мислам. Затоа реков, овие промени носат некои добри работи. И добро е што е тука Емил Божиновски, што е тука Јосиф Бартон, кој што беше прв судија и најдобар судија во футсал. Тоа не треба да се заборави. Тогаш имаше во футсал уште Маријан Младеновски што беше добар за главниве судии, повеќе покрај Ставрев, се извинувам, така да, значи добро е што се дава шанс. Зошто? Друго е да почувствуваат да видат како е надвор. Кога ќе излезете во Европа, вие гледате организацијата како е надпревар во Европа. И тоа, после тоа, полека потикнува барање да и овде очекувате такви перформанси. Затоа реков, добро се движи, во добра насока се движи. Мене ми е мило што, ете, и они почувствуваат да видат како изгледа тоа, инаку предходно, вообичаено беше се формираат судиски тројки, и тие судиски тројки одеа, другите не одеа. Сега се напушти малку тој принцип, иако УЕФА со промените од 96-та година, 1996-та почна по радикални промени, прво воведе тимска работа од тројца судии. Сите судии да бидат од едно место и кој што се познаваат меѓу себе заради подобра тимска работа. Ама перформансите се големија заради тоа што се воведе и комуникацијската врска. Да. Сега знаете имаат комуникацијски уреди, комуникациите меѓу асистентите и главниот судија и четвртиот судија се цело време додека трае надпреварот. Порано не беше, порано имавме ние оно што рековте, дали е потешко тоа да се судили и сега ние моравме како главни судии да ги следеме и асистентите дали покажале, не покажале, значи да ги имате под контрола и нив. Користевме тогаш знаци кои што предходно пред надпреварот и сега користат знаци, ако ги забележите ќе видите кој може да ги забележи. Меѓутоа тогаш користевме визуелни знаци некои кои што предходно сме ги договориле за надпревар, што и како при одлуките носење. Сега тоа е олеснето заради тоа што преку аудио комуникацијата е сигурно полеснето. Све се одвива директно, што ќе забележи асистентот му пренесува преку видео комуникацијата на судијата. И тој не мора цело време да ги има во предвид, туку практично е работат како еден тим. Сега, со новите правила на фудбалска игра, и асистентите практично имаат многу поголема слобода во носење на одлуки. Затоа се смени и називот во правилата на фудбалските игри. На фудбалската игра нема сега како порано помошни судии или ниски судии, туку тим. Како тим асистенти, па потоа се воведува тим на судии и целата таа работа е тимска работа. Сите соработуваат. Може и четвртиот судија, да речеме, доколку има поголема прегледност во одредена ситуација, кај него да му укаже на главниот судија, ако те не успеал да виде или бил покриен, не успеал од играчите да забележи дали е исправна некоја одлука не или не ја донесол некоја одлука, и четвртиот судија може да му каже. Асистентите судии, помошниците судии исто може да му кажат за одредени прекршоци во нивниот дел. Така да тоа е сега поинаку. И четвртиот судија може да го замени главниот судија ако се повреди. Во принцип, да, има постапка кој судија кога го менува, затоа четвртиот судија е од главната листа, доколку се повреди главниот судија да го замени четвртиот судија, па и асистентот ако се повреди може да го замени четвртиот судија. Да, тоа е, тоа викам има постапка како се менува. Кај се уште тројца судии, првиот асистент судија е тој што го менува главниот судија, пошто имаме се уште ние на надпреварите по тројца судии, не секаде 4, да речеме, првата женска лига и втората имаме по тројца судии, не се по четворица. Така. Спомнавме европски фудбал да почувствуваат нашите судии. Јас како судија тоа не го почувствував, но како гоман го почувствував тоа во Грција. Сега сакам да ве запрашам. Колку се безбедни македонските судии денеска, на пример? Како е тоа решено со безбедноста? На подобро некој ниво. Се оди она што го зборував. Како напредува фудбалската игра, како се менуваат условите и фудбалските судии се побезбедни. Значи, поготово ние зборуваме топ лиги, прва и втора лига, судиите имаат безбедност, не е така, значи се ослободени од тој притисок, како што ќе биде после надпреварот, како ќе биде и така. Има притисоци, не да нема, се случуваат и сега можеби инцидентни, меѓутоа се гледа тоа да се надмине и на судиите да им се гарантира безбедноста во текот на надпреварот и после надпреварот, значи и при доаѓањето и при надпреварот и после заминувањето, бидејќи клубот домаќин е должен да ги обезбеди официјалните лица. Тоа се судиите, делегатот, контролорот, да ги обезбеди пред надпревар,
со возила, ако доаѓаат возилата да им ги обезбеди. Понатака, после надпреварот должен е да ги испрати безбедно. Така да, тоа на некој начин сега е така. Имаше инцидент, затоа и ве запрашав во Да. сега беше тоа скоро време кога дури човекот е на суд. Па и така и треба. Да. На суд заради тоа што нападнал фактички фудбалери од противничкиот тим, што на син му фактички Не му се допаднала одлуката на судијата. Така. Дури почнал и да ги тепа и сега е на... Знам, сега не е овдека моментот, меѓутоа точно имам сознание за тоа, бидејќи јас одам по младинските лиги и таму кажуваат дека не му било прв инцидент на тој фудбалер. Значи не му било прв пат да направи инцидент. Меѓутоа ете сега е ставот на тој на фудбалска федерација да не се дозволуваат такви инциденти и не е примерно, без разлика колку не му се допаѓало на родителот. Ама вие да се пресметувате со 15 годишни деца, не држи. Не оди. Па затоа сега има Да, неговиот затоа сега- син суспензија доживотна за да игра фудбал и во си има, Македонија. нели, судска постапка против И судска човекот, така да ќе си одговара за тоа што го направил. Па нека се сетат другите дали ќе го А повторат. сега, Ако кој им се ќе исплати. заврши е било, кој ќе има на ова, ќе има сигурно, ќе влијае. Ја одам сега и на тој клуб, на Шкупи одам на младинските категории, сменето и таму односот, значи сепак. Не е има така влијание. веќе. Да, и дека другите. Има влијание, секако. Знаеме дека, например, фудбалерите биле мета на жени. Но судиите, например, во ваше време, дали имало некоја афера, некои такви работи, колку судиите се Ја. подржни на те? Многу е тешко да кажеш тоа, како да кажеш дали има местени надпревари или нема. И за тоа дали ќе сте време. имале понуди за местени надпревари, а ако сте имале понуди за надпревари, местење, тоа не значи дека сте имале Дека само сте финансиски со пари. Секако Може и со тука жена сте. и оној другиот поубавиот во игра. Знаете како, клубовите, поготово поранешна Југославија или сега не толку, сакале да постигнат успех по секоја цена. Сепак, фудбалот е бизнис. Се вртат големи пари во фудбалот. И приоритет е на клубовите да имаат успех, бидејќи со тој успех излегуваат во Европа, ја промовираат екипата, играчите и така повеќе натаму, пари. финансиски бенефит. И они не бираат начин како да дојдат до тој резултат. Јас лично не сум имал. Тоа можам да кажам во студентската кариера. Меѓутоа имало, да речеме, градови кај што повеќе публиката била жена. Така. Да, во моето време, те се сеќам дека во Виница, кога судевме еден надпревар, Слога, Виница, Брегалница, Штип, имаше повеќе жени на трибините отколку мажи и тоа мене ми беше чудно и они викаат не, тоа кај нас е вообичаено. Тогаш беше така, ова зборувам за пред 30 години. Така да, значи, од тој аспект различно може да се гледа. Сега, кој колку е подложен, кој судија, тоа е она што рековме преска, кој каков карактер е, меѓутоа не може да остане тоа затворено, ќе се осети. Не. Сега зборевме за жените, а Да. за местенки, за такви работи, за подкуп, например, и вие сигурно сте слушнали некој моето типот на колку е сумата што ја нудат? Фудбалските клубови, кои Знаете како, ја Како иде тоа? она реков, понуди имало, меѓутоа од моја страна никогаш не биле прифатени. Сумите се према рангот. Доволно мислам тоа, така да тоа е. може станче да се купи на Не, во сегашната ситуација како се клубовите не верувам. Може би во поранешна Југославија да, ама сега не. Дали ние како фудбалска федерација, како репрезентација, можеме да се пласираме на ова светско првенство сега, например? Јас сакам да се пласираме, можеме. Имаме добра стартна позиција. По мене клучен е на преварот со Белгија. Како ќе го одиграме во Белгија? Ако таму земеме добар резултат, најмалку нерешено, реални се шансите, бидејќи играме после нели со Казахстан, па играме, не гостува Велс, не гостуваме кај Велс и така да реални се шансите да земеме, ако ништо друго, најмалку второ место. А зашто да не и прво? Убава е табелата кој ќе ја видите сега македонска репрезентација на прво место. Па ја личи. Ја личи. Точно. Така, а имаме добра екипа, уиграна екипа. Така да. И тоа групата не е Андора со Казахстан Па со не се, него затоа јака е викам, групата. не е баш лесна групата. Ако ги земете екипите, тимовите репрезентациите што се во групата, не е баш лесна групата. Не е така. Дали сме изненадувани? Сакам да речеме да се повтори она
Онај надпревар во Белгија што го игравме кога беше Антон Дончевски селектор 1-1 кога избојувавме. Тогаш не знам, вие сте помлад, не се сеќавате, имавме проблем тогаш со името, со знамето, имавме притисоци да не се истакнува македонското знаме. Ама Чичко Дончо, како што си го викам ја, и добри пријатели сме, он најде решение. Што направија нашите фудбалери тогаш? Они се завртеа кон трибината нашата, дојка се интонираше химна, и за химната беше проблем, меѓутоа ја оставија химната да се интонира, сите фудбалери се завртеа кон нашата публика со македонски знамења што бе. Значи, тоа е. Тогаш беше сам нерешено, да, и имавме добар резултат и така заврши 1-1. Зашто да не се повтори се? После 30 години. Се согласувам. Не цели 30. Еве, кога сме кај репрезентацијата, да. И за фудбалерите малку. Кој бил најдобар македонски фудбалер во историјата на македонскиот фудбал? Многумина велат Пандев, Панчев, но дали може има па и трет, па некој. Што бил подобар и од овие двајца? Вака се, затоа викам, секој период си носи своји звезди, своји најдобри играчи. Ако на времето биле Антон Дончевски, Шулинчевски, не знам, по старата генерација Божиновски, таткото на Емил Божиновски. Со Мутибарич. Да, Мутибарич како голман, кој што за репрезентација играле Мето Спасовски и другите. Понатака другата генерација доаѓа како поистакната, да речеме, генерацијата на Панчев. Панчев беше за тоа време навистина топ фудбалер, многу добар и за неговата генерација, беше најдобар фудбалер. Се сменија генерациите, дојде Пандев, така да сите се тие добри играчи. Сите. Многумина дури ми не може да кажеш ова е добар, ова е најдобар, ова е поне е добар, сите се добри играчи. А тренер? Еве сега па не се сите тренери добри. Тренер, вака сега јас многу добри коректни односи имав и како тренер, да речеме, што ми останал мене во сеќавање во судењето е Џоко Хаџиевски. Зошто? Затоа што тој кога беше на Вардар тренер на 90-тите години, втората половина на 90-тите години, беше многу коректен. И како тренер, и во однос кон судиите, кон другите навистина. Значи, он кога ќе ви приговарали, ќе било коректен однос секогаш, джентлменски однос, и за тоа време за мене беше Џоко Хаџиевски. Со знаење, значи. Со знаење. Значи, он имаше и знаење. Тоа си ги покажа перформанс. А за сега, за ова време исто Ѓоков? За ова време не знам сега да одвојам некој, бидејќи ајде тоа се више повеќе тренерски работи, они како тренери може да оценат работа на тренер, некој тренер треба да оцени работа на тренер. Така, дали на вистина... Без да ми замерате, јас како тренер со УЕФА Б лиценза можам да кажам моје мислење, без некој да ми се наути, а тоа според мене е Жикица Тасевски. Иако моментално тренер не е, спортски директор беше до неодамно, но за мене и како човек што може, затоа викам, треба перформансите да ги познавате, тренерите се имаат други перформанси, треба да го знаете неговиот успех, неговиот пристап кон работата со фудбалерите, начинот на кој што ги организира тренинзите, како ги мотивира играчите, тоа се елементи кои што тренерите си ги знаат. Малце околу политиката и фудбалот, дали е вмешана во фудбалот политиката денеска во Македонија, во македонскиот фудбал? Например, и ме прашавте и преска, дали градоначалник може да биде? Тоа да, преска беше за градоначалник. И повторно го избегнавте. И повторно тука ќе се оградам зашто. Секогаш имало влијание. Не може да рече дека нема, да се каже дека немало влијание, треба да се биде честин и да се каже. Како е сега во моментот? Тоа е друга приказна, не е во делот на мојата работа како контролор. И сум, да речам, подалеку од тие луѓе кои што се таму вклучени во клубовите. Затоа што не им ги знам релациите, не им ги знам односите. Верувајте, дури не знам ни кој е кој. Кој ќе отидам, јас го гледам судијата, што ќе ми покаже на надпреварот, и не сум толку заинтересиран дали е некој градоначалник, дали е некој советник, дали е не знам како е зафатен бизнисмен и така натака. Инаку секогаш имало влијание, нормално. Не е тоа прв пат. Така, многу чесен одговор е да признам и дипломатски, ама добро го. Па сега, како да ви кажам, тоа е, затоа реков, ние сме, па мене ми е друга улогата на надпреварот, не ми е тоа да оценим. Судијата, да си го... Не ми е тоа да го оценим. Имаат македонските суди идни на светла вака, вие ги осуду, мислам ги судите, не ги осудувате. Може да се каже сигурно, зашто? Затоа што имаме добри судии,
Сега што се на меѓународна сцена, да речеме Јован Качевски, Игор, кажете го Стојчевски, тие се добри суди, со добри Стојчевски перформанси. почнавме заедно. Молам? Со Стојчевски почнавме заедно. Да, така почнавте Стојчевски. Така да зна и асистентите судии се премат, како што ви реков, се едуцираат по европски трг сега. И имаат добра перспектива. Јас се надевам дека ќе стигнат до оно ниво што го имаше Ставре баре, или ќе го надминат. Еве, на пример, Лига на шампиони, Да. финале да суди не еден македонец. Дали не може? Еве, сега ќе ви кажам зашто. Имавме семинар во Глазгов, тоа е одавна, 2010-та, јас бев на семинар за Grassroots програмата, и таму разговарав со Хју Далас, он денеска е во судиската организација. Има судено во Скопје неколку пати и така го прашува после што и како. И го прашав најдиректно дали Ставрев, тогаш беше он во најдобри перформанси покажуваше, може да суди како вие што кажавте, четвртфинале, полуфинале, финале. Да. Вика вака, има многу елементи што решава. Прво, не знаеме ние како ќе се однесува со оглед на фудбалот кај вас. Како и сега, така и тогаш. Мал број на гледачи, притисоците не се од тој степен од публиката. Не знаеме какви перформанси ќе покаже на тој надпревар. И затоа е многу потешко. Имате конкуренција од јаките лиги. Англиската лига, Шпанската лига, Да, Германија. Германската лига, да, Француската лига. Италија има стану добри. Да, они судат, да речеме, со појаки надпревари, со повисок интензитет на надпревари. И кога ќе успоредите сето тоа, тој тогаш, барем ви кажа, гледам не е многу сменето, имате многу е потешко да дојдат до и што кажавте полуфинале, финале на Лига шампиони. За сега не верувам, да се надевам дај Боже да стигнат, би бил радост. Зашто? Дека во ракометот успеавме, дури најдобри суди у светот имавме и Да, Лига на шампиони. начевски нели. Да. Што судеа тие беа стигнаат и тие, меѓутоа ракометот е поинаква игра, фудбалот е поинаква игра, поинакви перформанси се барат и она што кажав се оценува од каде доаѓате, што доаѓате, има влијание, тоа не е така. Така е. Пример зашто англиските суди или овие суди од повисоките лиги директно влегуваат една категорија поуре кога влегуваат. Заради лигата. Заради лигата, значи они не почнуваат од четврта категорија. Една лига погоре влегуваат, еден ранг. И надприбувањето нивното е побрзо може да стигнат до прва, до елит категорија. Така Не да, трчаме тоа е. иста трка. На Молам? некој начин. Не трчаме иста трка на некој начин. Па се. Тоа е. Ами лигата им е посилна да бидеме објективни. Па да, појак интензитет, појаки играчи, појак фудбал, што е многу битно. Иако еден бара македонски, повеќе еден македонски вложување. Молам? судија, иако еден македонски судија сега од неодамна во подкаст Да. кажа дека е многу потешко да судиш на гостивар Вардар, него отколку на Реал Мадрид, Да. Јувентус, например. Верувајте дека е потешко. Да. Верувајте дека е потешко, затоа што таму е она од почетокот и од организацијата и пристапот и све и е на повисоко ниво, значи тоа не е како кај нас. Кај нас се уште има остатоци од тие работи кои што од порано се влечеле и многу е потешко да се искоренат дека вие кога судите во Гостивар треба да имате исти услови на судење како на градски стадион во Скопје. Потполно исти, да ви се возможно, значи исто да биде. А немате. Да немате првата лига, сега полека се дотерува, втората лига се надевам дека и таа ќе се дотера, ама треба време. И тоа вреди да се спомне дека кај нас судиите, Да. прва и втора лига судат исти суди, а трета лига сосема друга листа. Да. Барем така беше. Така е, така. Значи има листа на судење за главни суди и асистент суди на прва лига и втора лига и посебна листа на суди за трета лига и надолу. Бидејќи и категориите што ги поседуваат не се исти, за да бидете горе мора да имате републичка категорија за да ги поминете сите тие степени и има една листа што е перспективна листа. Таму се дава на тие суди од третата лига да судат барем некои надпревари или да бидат како четврти суди, Од втора. да го почувствуваат во втора лига, да видат што значи надпревар во втора лига со повисок интензитет, со поинаква организација и им се дава шанса на тие што се перспективни суди. Има перспективна листа која што се следат и им се дава шанса. Прекрасен разговор водевме, баш ми е мило. Сосема за крај сакам да ве запрашам околу еве неостварена желба да судите на кој клубови вака на пример.
Дали е Лига на шампион, дали било кој Има некој повеќе, клуб. мене искрено ми е неостварена желба што не сум стигнал да судам на меѓународна листа, иако имав перформанси, меѓутоа други беа условите и не жалам за тоа, ајте, така требало што се вика, така било пишано, меѓутоа нормално дека секој сака да суди во Лига шампион. Нормално. Тоа е врв на едно судење, на една кариера, да почувствувате целата таа атмосфера, да го почувствувате сето тоа што се случува пред, за време и понад преварот. Не е над преварот само на терен кој ќе свирне судијата почеток и кој ќе свирне крај. Има многу елементи околу што го прават целата Што луѓето не ги ни гледаат дека има. Они не мислат дека е крај, а не е крај. Не е крај. Имаше и тоа, знам, ете уште една анекдота. Може да кажете. Кога разговаравме со Мишел Вотро, тоа кој му бил најтежок надпревар. Вика ми беше најтежок надпревар кој судев во Наполи на светското првенство во Италија. Забораив колку е времето. Да, што беше напнат вика надпреварот, што беше многу тензичен надпреварот, то динамичен, дури забораив колку е времето. Дали поминале тие 90 сега нели продолженија што има. И ме фати вика 95-та минута, асистентите ми сигнализираат. Јас се чудам прво што сигнализираат, после вика сватив што е. Погледнав на часовникот, поминало време. Добро што не забегал многу. 100-та. Сега има со новите системи дополно на време сега И ќе ти свири. и по 10 минути. Така да не е проблем. Убаво спомнавте најтежок ваш надпревар со СМ за крај. Имаше еден надпревар меѓу тогашна Слога и сега и Вардар. Сега е Шкупи. Шкупи е сега. Да, сега е Шкупи. Се играше на стадионот во Чаир. Тогаш решаваше за првото место, есенско време беше вака во ноември. Главен судија беше Шац Ацомировски. Стално не беше Асо презимињата, јас сум Миновски, он е Мировски. Да. Шац е легенда. Да, легенда на судењето во Македонија. И прв асистент беше Крсте Даниловски, ја бев втор асистент. Тогаш ако се сеќавате оној гол што го досуди без да даде знак што се постигна гол, не знам дали вие се сеќавате на тоа. Имаше една ситуација, а делегат ни беше Симеон Дуковски. Нашиот сојузен фудбалски судија беше ставен како делегат, реков, немаше тогаш контролори. Сега е полесно, сега има контролори, па те ги оценуваат. Контролори оној што судел те оценува. Да. Тогаш беше другачи. И една ситуација беше, се сеќавам, играчот тргнува од негова половина на Вардар. На средината на теренот, не е офсайд. Ја давам предност, Липовски бранеше, се сеќавам за Слога тогаш. Филиповски. Липовски. А Липовски. Да, Липовски. И како оди топката, пошто врнежливо време, играчов ја шутира да даде гол, застана на 3 метра прегломан. Да, на 3 метри, па овие реагираа сите, немаше варона што викате да ја потврди твојата одлука. Кој ќе не оправдаше нас дека навистина е добра одлуката. Ама ете, што се викат, има среќа, па застана топката во калта пред голманот, ја фати и така заврши, тоа ми беше еден од потешките надпревари. Уште еден надпревар на вистина тежок надпревар беше во Пирава на втора македонска лига. Тогаш играа Гевгеле. Не, Пирава. Валандово. Да, кај Валандово, да. Тогаш они игра во втора лига. Пирава од Валандово. Да. Играше и играа со Караурман. Тогаш Караурман и ФК Скопје се борија за прво место. И сега надпреварите се игра, Скопје играше од 10 часот сабајле надпреварот, овој беше попладне од 4 часа. И сите очекува како ќе биде сега исходот вамо. Цела, тоа што викате вие управа, гледачи, не знам што, пола Скопје беше дојдено таму да го гледа надпреварот. И имаше една ситуација, тогаш Ниновски играше, добар играч, деветка, центрафор, за, кажете го, за Караурман. Исто, контра, на тоа што играч беше, продолжува на кај голот, доаѓа до казнен простор и ја удира топката неприродно практично, преку гол. Си викаш, ти очекуваш гол. Нема. А имавме контролор, Крстевски, значи он од Битола, неговиот син исто така беше судија Љубомир Крстевски, Крсул. И супер контрола беше Бошко Ангелковски, кој што тогаш не делегираше како суди. Значи, двајца и супер контрола имало. Молам? И супер имало. Да. Значи, поставено дерби надпревари така и тогаш и чисто го прашав. Што е работата за понаследствен надпревар? Зашто промоши чиста ситуација? Вика,
осетив дека ситуацијата не е добра и дека може да се изродат проблеми и затоа го промашив. Сакав безбедно да се вратиме во Струга. А тензии имаше и Значи, пред надпревари, после надпревари, притисок врз нас имаше. Што да ви кажам? Беше навистина интересна ситуација, интересен надпревари. Денеска се прераскажу. Така, ви оставило памтење. Па остануваат Памтење. многу надпревари. Ама сакам на убавите моменти, повеќе да се сеќавам. Не на оние неубавите. Од срце ви благодарам многу што ни бевте денеска гостин, ви посакувам добро здравје, уште многу надпревари како контролор. Благодарам и вам. И да ни дојдете повторно гостин да си продискутираме на овие теми. Еве вака нешто ја спремам, нешто околу судиите. Да, може Здравје да Боже, на есен ми завршува работната кариера, одам во пензија и спремам материјали да направам еден времеплов на фудбалското судење во Македонија. Има интересни факти таму наведени, ја мислам че стане збори за тоа. Така да навистина се интересни работи. Пример, кога се воведени црвениот и жолтиот картони, како се? Може слободно да ни Да. кажете. Тоа е идеја на англискиот судија Ален Рос, кој што судел на светското првенство во Англија 1966 година. Претходно неговиот колега на преварот од финалето Англија и Аргентина имал проблем како да ги острани судиите. И двајцата, и Боби и другиот Чалтон братно, ги остранил и аргентинец остранил, ама не можел како да се разбере. И он, баре поред неговото окажување, одејќи на кај дома, застанал на семафор и му текнало, зошто не воведеме картони во боја. Кој што жолтиот ќе значи опомена, а црвениот картон ќе значи Исклучува. стоп. Да, и сентофрони, како што гаднали. Да. Офсайд, го предложил тоа на судиската комисија и во 1970 година на светското првенство во Мексико прв пат се применети картоните. Да, тоа е еден сегмент кога се, да речеме, воведени голманите. Вие сте били голман. Да. Да. Сега ќе ви кажам 1870 година. Прв пат голманот станува дел од Основната екипата игра. да има право да игра со рака, до тогаш не било дозволено, не бил дел, практично биле по други правила. 1870 година се донесено правило да голманот биде дел од играта и да има право да игра со рака. Прво мислам дека почнале без голмански ракавици, па подосна со голмански Да, ракавици. тоа прво без ракавици они бранеле, немале толку. Никакви ракавици. нема, да. Така да има многу работи, да речеме, кога се донесени првите судија. Ова е првите правила во денешен облик. Сега се 17 правила и тие важат во цел свет. Тие се воведени 1938 година. Меѓународниот судија Стенли Раус од Англија му била додена доверба од ФИФА да направи, ФИФА е основана 1904 година, иначе, да направи фудбалски правила, да направи еден терк, да што имало различни толкувања, и он составил една листа од 17 правила, која што и денеска важи. Може да замислите, значи, може да се менуваат перформансите внатре во однос на поимите, најмногу На топка, проблем. на. Да, најмногу проблем е нели играњето со рака, офсайдот и така натака. Меѓутоа он ги поставил основите и до денеска се задржани тие 17 правила и важат во цел свет. Она затоа викам. И уште една работа што сакам да напоменам, која што ме на крај да биде, ме прашавте што судијата треба да исполнува и кои перформанси. Да. Да, меѓутоа судијата носи одлука во до секундата. Неговата одлука е, нема он време да се спрема како судииве другиве во регуларните судови, па да гледа материјали, па да донесе одлука. Значи он мора Поротници, не треба. да, мора во дел од секундата да донесе одлука, правилна, исправна, неисправна, мора да донесе одлука. После неговата донесена одлука, кај што имаме вар, може да го коригира варот, кај што немаме вар, останува неговата одлука, али мора да одлучи во дел од секунда и мора да биде затоа концентриран цело време и физички, психички добро спремен. Инаку не може. Спомнавте исто така и Ракева сосема за крај како добар познавач на фудбалските правила би кажал дека еве и вие ќе потврдите, Да. се надам дека не е исто топката да го удари човекот во рака или човекот. Значи да, има Топката. критериуми кога се смета играње со рака. Многу луѓе не знаат. Не знаат, така е, затоа што не ни гледаат и сега поготово тоа е многу расширено, играчите одма реагираат при секој удар во рака и така. Значи мора да бидат исполнети одредени критериуми. Прво дали со играњето со рака го зголемува волуменот на теренот, има на телото, има намера да На попречи теренот нема. постигнување гол, да. Дали
е раката во природна положба. Дали раката се движи кон топката или топката кон раката. Да, значи сите дали близина ударот на противничкиот играч од близина, многу блиско и со интензитет или не е со интензитет. Значи сите тие перформанси треба да се имаат во пред. Затоа викам ние кога ги оценуваме, ги гледаме сите тие. Не може на судијата веднаш да му пресечете за играње со рака и да се базирате на тоа што играчите реагираат. Играчите реагираат секој случај. Има и сега гледаме многу европски надпревари. Имаме прилика и нашите надпревари одат, па може да се оцени играњето со рака. Тоа е унифицирано на ниво на УЕФА и тие насоки што ги добиваат судиите во УЕФА ги добиваат и нашите суди, да знаете. И ние како контролори во системот на оценување. Истите, потполно истите. Останува во фудбалот да се памти за веки векова златната рака на Диего Марадона кога постигна гол. Да имаше вар, немаше да биде гол. Ви благодарам од срце уште еднашка што ни бевте гостин и се надам ќе се видиме повторно. Благодарам и вам. Драги гледачи, вие добро знаете дека доколку ви се допадна овој подкаст, а верувам дека ви се допадна заради тоа што говоревме за фудбалот, за многу теми што не сте ги знаеле со добар познавач на фудбалот, господинот Аце Миновски, треба да притиснете лайк, сабскрајб и се гледаме нареден подкаст.